Речиси неполни 30 години ја крстарам Република Македонија. Во овие изминати 3 децении нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Гевгелиско-Воландовскиот регион, поточно речено регионот Бојмија. Сум бил и во Гевгелискиот, и во Воландовскиот и регионот Бојмија. Ми остана 2-3 села во Гевгелиска, 2-3 села во Воландовската, 2-3 села во Бојмиската регија, меѓу кое и селото Стојаково. Речено сторено што се вели, на сам ден на Крстовден, во раните утнички сати, како што вели народот, дојдов во селото Стојаково, каде што насред селото ме пречекаа мештаните од селото, меѓу кои и моите домајкини Васко Стаматов и Роберт Иванџиков. Откако си сторивме здравоживо и откако си рековме по старински добре дојде и добре ве најдов, и додека по старински моите домајкини за добре дојде ме почестија со оригинална комова стојаковска ракија и со оригинално македонско кафе, сварено според моćne стар стојаковски рецепт, а сончевите зраци го најавуваа по народски кажано новото утро, новиот ден, и откако мавнавме, така да речам, по неколку чашки од комовата оригинална стојаковска ракија и го испивме оригиналното македонско кафе, сварено според моćne стар стојаковски рецепт, моите домајкини и нивните соселани на шега ми рекоа: Зоране, ние имаме еден предлог. Дали сакаш да го слушнеш? Може, како не може, им одговорив. Во нашево село со едно идење, со едно снимање, се не може да се види, се не може да се раскаже. Нашиот предлог е ти да ни бидеш гостин во нашево село 2-3 дена, затоа што сакаме да те прошетаме ни секое некогашно наше сокаче, папче, иако нив во вистинска смисла на зборот одамна ги нема, да влеземе речиси во секој селски двор, да ги чуеш и снимиш многуте приказни за историјата на нашево село, што ќе ги раскажат нашиве соселани, затоа што нашево село не е село до ние заборавените. Нашево село, како што и самиот на прв поглед можеш да забележиш, е една современа градска населба, на која може да и позавидат многу други градски и приградски населби во Република Македонија. Бива ли? Ме прашаа. Бива, како не бива, им одговорив. Стојаково броеше по стари податоци 2300 жители, моментално е паднало на 1700 жители, 1750, од кои има 500 куќи имало, сега се живе во 420, 80 куќи се празни, селени или селени надворали, во сите куќи има живот. На Стојаково е земјоделски крај, од кој последните години, од што не оде земјоделските производи, доста луѓе се откажаа од земјоделие. Долги години, од кога знам за себе, се бавам со земјоделие, кој од почеток со патлиџани под пластеници, сега веќе тоа е минато во Стојаково, има 3-4 куќи до 5 што се занимаваат со патлиџани. Јас се занимавам повеќе сега со зелка, кромит и со лозарство. Значи некаде околу 18 декари лозарство, 20 декари зелка зимна и 20 декари кромит. Претежно имам вински сорти, од кои половината ми е Вранац, половината Хамбург и нешто имам белозимно, кој стасува најкасно што се бере. Јас пред се земјоделието го работам со љубов и секоја една работа што ја работиш, треба да ја работиш прво со љубов. И да бидеш 100%, не 99, 100% присутен, за да има профит.
Добро утро, домаќине. Добро утро. Јас сум Зоран Маријов филм. Мило ми е што дојдовте. Така, твоето име беше? Мите. Еве, дојдовме во селото Стојаково. Овдека сме пред твојата фолија. Што имаш засадено? Па, моментално имам засадено краставица, кордишон за во туши. Така. Колку отприлика површина? Па, ова е мала површина, негде околу 900 растенија има внатре во пластеникот и така. 900 растени, 900 да. корени. Кога стасува бербата? Па бербата веќе е некаде при крај, иначе стасува од раздување, после 45 дена веќе се пее. Така. Колку да сега имаш отприлика овој килограми продадено? Па, од прилика има некаде околу 1500 кила. Така? Да. Со пласманот има проблем, нема? Нема проблем, пошто во е договорно производство. Така. И со наплатата? Одлична е наплатата, пошто е договорено и неделно се исплаќа тоа што се предава на... Така. Освен со корнишони, што друго се занимава? Па, зелка, кромит, нешто и така. Колку имаш зелка? Па зелка се саде исто во истите пластеници, ама тоа е на зима, значи Така. за пролетно производство. Зимска зелка Не, тоа е пролетна зелка во пластеник. во пластенка. На отворено немаш? Не. Така. Компини Компери за дома си саде. за дом. Да. Е сега вака една рачуница. Има ли да речеме една живеачка од земјоделието? Само живеачка. Само живеачка. Што вика старите Господ да му даде на човека здравје, што се вели, Да. за парите ќе му најди овој се вика начин. Точно, да. Одека сега во селото Стојаково, колку сте очио вака млади луѓе, што се вика? Па има многу повеќе млади луѓе, ама сега ние малце повозрастните се бавиме со земјоделие, че младите не се бават. Ова се да те прашам навечер, од кој ќе сработите со работата во полето. Да? Каде се собирате? На лав мовед, на кафе да се напијате, Па чашка нормално ракија. по кафани, по кафичи. Така. Имате ли овдека во село кафичи, Има, да, има два кафичи, две кафани и така. Како се вика во фирмите, можеш да ми кажеш? Кои фирми? Од кафичите. Па има едниот се вика Джик, едниот се вика X и така. Така. Кој е? Кафана има, Кај кого си поќе задоволен, кај Джики или? па секаде се. Секаде, а? Секаде по малци, да. Секаде, да? Одите ли некаде да речем до Гевгелие на музика? Одиме нормално, дека одиме, Гевгелие е поголем град, има повеќе кафани, кафичи, дискотеки, касина има, по касина Така. и така. Колку е далеку? 7 километра. Како е превозот, да речеме? Има ли редовен превоз Па организиран? има и овие комбиња, имаше автобуси кога беше млас на времето, на секој саат, ама сега не е и така. Секој си има комбиња. свој Али воз. секој си има свое возило, по едно, по две има. Меѓутоа, да речеме, било кој добронамерник да дојде во селово, има такси превоз, доаѓа до Гевгелија? Да. Колку ви наплаќа? Има и тука такси, во селото има такси, има и од Гевгелија доаѓа, Така. ако си повикаш така. Така. Туку, вика старите, на мовето во нема крај, те чека корнишоните, Да, си ги па негуваш мора да се оберат, да се... и да се носи на пазар, така? Добро, да се ми здрави жив и па да се видиме. Благодарам. Добар ден, домајчине. Добар ден, добар ден. Здраво живео. Здраво живо. Како си ми добар? Добро е, добро, ја работам вај. Од Стојаково Кромиче си? семе, да. Така. Кромичи ќе Што да правам, мора да рушам. Чекај сега, како кромиче, ова арпаджик или оне што е? Што се бера во април месец. Така? Да. Оне искараджиски што го вика, така? Во е стюрт, семе стюрт, има Така. хиберна, има алдоба, има многу семеина. Така. Во Колку површина ќе сариш од прилика? Па површина негде половин хектар, Половина хектар. 5 дека. Така. И да речеме колку сака да речеме од прилика овој коренчина да насадиш, како тоа доаѓа? Тоа, како ти објаснам, ние фрлиме семе, јас фрлам повеќе семе Така? и за мене и за пријател. Така. Е сега, Јас се јавам па нам за пријател. така. Е сега, од кога ќе го насадиш? Зимно време нема проблем со мразевите, со снегот? Мразот баш нема ништо. Значи не го јаде мразот, да? Бојке му одговара, да? Дек што е мразот, имам прометено на припек така на завид, дек што има слана, мраз. Ти да видиш, јас мислам од нема ништо било, он нема ништо ме става. Така. Во минатата реколта колку од прилика тони продаде? Абе, што колку?
Или колку Ваа произведе? година беше добра ваа година. Не лахма ваа 2018, 2019 лахма. Годината беше добра и така треба да вија секој пат. Така. А не на 5 динара да бидеме хромит. Така, така. И 10 паса јада нека. Така, така. Има давани на 3 динари, на 5 динара. Сега воа да го произведиш воа хромит, сака сена да Точно купиш, така да видиш. сака многу работа. Така. Да видиме малку. Ја видиш со аргата се садма. Ова е кромиче кој што го имаме на пазарот. Да. Кој што го имаме, кој ќе отидеме и ќе порачаме 10 со кромит. Ова е кромит. Блак кромит. Блак кромит. Ова е стојаковски кромит. Многу поубав, многу поквалитетен него онај бучинскиот. Да. Верувајте ми. Туку домаќине стави го. Ќе може ли малку твој баркет овде што ги имаш да ги снимеме? Нема проблема, слободно. Ајде. Твоето механизирано возило, точекот. Имам и конче, имам се, ама сега усточкот поме изгодно. Така. И моето механизирано возило, камерата, да отидеме. Мора да одме, што да правиме? Мора да работиме. Ето, одиме. Ајде. Ово е иначе. Така? Исто като колата. Ова се врти додека коњот го влече пуга. Да. Секундарно се върта и как са и во е много рентабилен от сите работи. Ова како се вика? Обртач. А ова? Кука. Кука, а? Кука ева. Овие се емеши, ова е ослата. Да. Ова другото како се вика? Рачка, а? Да, рачка. Во е иначе. Менјаже, како на колите и на тракторите, а? Иста е. Кој е побаво рање? Кога нивата ќе се изора побаво? Со плугот или со трактор? Ако саиш да направиш нивата, да биде рамна, да нема дупки, да нема ништо, само со ова. Иде кюшалија, се со него, иде така да не е рамна, се надолу бориш. Ова е најрентабилен, че ова е добар плуг, само за рамна маса. Дојди па нам, ова зашто е? А? Ова е плуг. Вие се плугава за на нива, да кажем, ова е голем плуг. Така? Тој за да нагребиш помалечек, Така? за по-рамно да не претиш, ова е за кромит да браздиш. Така? Ова е ротарска машина, мислим, човек, които праша листа. Така? И другата е иста, мислим, човек. Иста. Да ми живее 100 години и понатаму да собираш колекција на плугови и да ораш нивите и да раѓа нивата. Кераге. Да се ви здрави жив. Нема кој на веќе гарам, едно јас и един устојако ретко ги има, ги намаляват коинто и нема кој да ора. Но сега вршам го сега така на луѓе, што да правам, додека ма држат ноиста. Да се ми здрави жив и да ти е здрава жива фамилијата. Стојуваме овде со школа, имаме градинка, имаме пошта, имаме амбуланта. За се да функционира како што треба во Стојаково, ги имаме сите тие работи. Имаме забавен живот навечер, имаме кафана, имаме кафич, 2 кафичи имаме. Имаме, значи, фризерски салони, бутици имаме во селото, значи, за сите нами кои не се потребно да бараме. Имаме маркети за да бараме да тргнеме кон Богданци или кој. Најосновните работи ги имаме ние во Стојаково. И за други административни работи одаме во Богданци и во Гевгели. Ова е нашиот автосервис, автокозметика. Се занимаваме фамилијарно повеќе од 30 години. Јас лично околу 10. Исплатливо е во смисла приватен бизнис. Си работиме сами за себе. Познато е дека во овие краишта тука автокозметиката е повеќе развиена. Има доста занаетчи од нашиот крај. Занимливо е тоа што се работи само со реставрација, со автокозметика, на постари возила, на понови возила. Доволно е за една живеачка, за еден солиден живот.
уште од мали нозе. Татко ми кога го работеше овој бизнис, као бизнис ако можеме да го наречеме. Љубовта почна од уште од мали нозе. Еве сега имам брат ми и он почна да го работи тоа, така. А вие кога почнавте? Дали се јави на вас желба од мала? Трета година желбата исто ми е уште од мали нозе, че татко ми започна бизнес, тоа брат ми го наследи, сега јас продолжам. Значи од колено на колено. Вие се во дело стари од 70-та година. Некој име 69-та, тоа е 72-та. Така да е комплетна реставрација, може да се каже. Колку време автосервис работи? Јас колку време? Да. Па од 2002. Така. Еве гледаме веќе во ова автосервис, да бидам реален кога патувам со моето возило и да побарам помошот од автомеханичарите, кои ќе влезеш во нашите автомеханичарски работилници во градовите. Да. Не се личи само на работилница, не личи, затоа што тука е моторот, тука е колата, тука е пуцвалто, таму е уѓето. Овде, ја би рекол, една стварно педантна. И мора да биде се на место, знаеш како е. Мора да биде се чисто за работа и така данак. Сам го работиш или имаш овој И човек? има и мајсторче едно и синот помага таму. Малку и тоа. Така. Тоа е. Зошто? Не треба уште едно мајсторче, ама нема. Има ли помош од државата за, така речено, за развој на ова мало стопанство? И јас не сум остал помош од државата за сега. Не знам. Може и имаше некој пат. Некој може усетија нешто, јас не. Со пот, Па со пот. честна работа. Браво. Сега е на вака, ви рекол. Младите ни се иселуваат во странство. Да. Техничкиот персонал кој што го бараат во Западот, таму не бараат писари, правници и политичари, бараат работници. Работници, да. И говори че го вредно да се работи, добриот газда никош добриот мајстор не го брка од работа. Зошто не отиде и повеќе по белиот свет, по печелбарството? Па, пробавме тука, сакаме тук да останеме, нели? Да бидева нашата Македонија, да стане држава. Да има за сите работа, да има лепчеси, да може да живеат. Една порака до твоите вршници, твоите Една соселани. порака, кој што знае, што умее, да зема да се работи тука. Да напреди работата. Тоа е. Ако избегиш на страна, знаеш како е. Што вика старите, туѓината пуста да остане. Така. Опеана има една песна каде што припенџијата и праќа писмо на сопругата. Ако сакаш да ме видиш, продај си го од џамаданчето, прати пари да си дојдам. Тешка печалбарство. Може таму е подобро нагоре. Од дома, далеко и тоа е. Како Ерген, сега се лажат, некои одат, нели? Ќе му поминат годинките таму. Ако може некој се снајде, се снаоѓа, ако не, пак се враќа. Тоа е. Од тука, од дома нема поубаво. Во што гледаш, ваа дарба е од Бог. Значи да кажем, ти тоа е се од Господ дарба, што ја давала сила, што ми даде да можем овие прекрасни дела да ги изработам. Ети тој Божи символ. Мора да ти кажем, во моите изработки нигде нема надпис, нигде нема жик дека јас сум го изработил. Значи тоа е така ќе биде, сум кажал секој пат. И од сега многу души викат зошто викат ти не на вие прекрасни изработки, да кажем имаме изработки од кјупови, од сакси, низ цела Европа, да кажем, луѓе. Ете сега преку модерно, преку интернет се следат, нели, тие слики објаваме, да кажем имам во Холандија, имам во Германија изработки, имам во Австрија, во Србија, во Грција, во Италија и во Америка имам една мала вазна, да кажеме, поради тежината не може да се понесе. Низ Македонија горе долу, низ сите градови, а исклучително низ цркви и манастири, овие модели кога ќе се стават во црквите така насте, како мислиш како Господ сакал таму да му е местото, како да сам си ги изработил за него и
прекрасно се вклопуваат во амбиентот и свеќето, да кажем, што ќе биде посадено, убаво вегетира, убаво, да кажем, и тоа. Иначе за дали се наоѓам толку од типот на тие уметници, да кажем, като дичо согрев, не би сакал споредба да правам тие се, да кажем. Но меѓутоа минатото ќе покаже, времето едината ќе покаже како ќе биде понатаму, али со ќупот што е изработен големиот и поготово овие модели што се наоѓаме сега, значи тука што ги има во моментот, дава. И јас некој пат му се восхитувам. Иако јас ги изработвам, му се восхитувам и си викам, ето, и ова спеја се направи, знаеш, дава малце големина, а иначе ти кажав, нема нигде белези, оти јас тоа го правам, тоа така и биде до крај, сум кажал, оти нема да има нигде белек, оти тоа од мене изработено. Сточарството е во пат. Значи, во Стојаково имаше на времето 100 до 150 грла говеда. Моментално сега има 40 грла говеда, од кои тие припаѓат на 5 души или на 6 души. Сточарството е останато исто во тие кај што го има, а има во сточарството и обновување со кози на гледање. Имаме веќе сега помлади деца што развија со кози, има 3 стада сега, моментално, се расшируват. Сточарството исто со овци има, останати се исти тие и мислам дека имат екзистенција со тоа да се живее, само бидејќи јас кога разговарам со нив, разочарани се од некој дел, не им се плаќаат субвенциите редовно. Па така, они се, кога зима, да кажам, храна за исхранување од некои фирми, им кажуваат до таа дата, ќе ти ги дадеме, и таму се зезнани, бидејќи субвенциите не им се дадени на времето и они така се задолжуват, а после субвенциите се... Значи, не им оди равноправно тоа бизнес. Стојаково е 2 км од грчката граница. Имаме во изградба еден манастир кој гледа кон грчката страница, се вика Свети Трифон. Во Стојаково имаме музеи на Првата светска војна, каде што бил фронтот, се простирал од Битола до Дојра. Ја ќе се потрудиме да ви кажеме, да покажеме изложбата која е посветена на 100 годишниот од Првата светска војна и која истата е посветена на нашиот многу мил и драг собраѓанин Димитар Кјорнаков. Ова сова е посветена на Стојаково, покрај старите фотографии кои водат потекло од Стојаково и кои се однесуваат на видни личности кои исто така водат потекло од Стојаково. Тука се и дел од некои ракотворби кои стојачани во изминатите години, да кажем, ги направиле. Во ова сова исто така е посветена на повидни луѓе од Стојаково кои оставиле длабоки траги зад себе, така е господинот Димитар Кјорнаков, на кој исто така ова изложба е посветена. До него е таму господин професор доктор Анко Пеев, како и нашиот сограѓанин Ристо Станков, кои имат голем дел на дела оставени зад себе и затоа најдоа место во оваа просторија. Исто така има тука некои домашни ракотворби кои, да кажеме, останале од нашите родители, нашите сограѓани, кои на некој начин дават белег на самото населено место. Исто така таму се и делата кои ги оставија зад себе господата Димитар Кјорнаков, од професор Анко Пеев
како и неколку книги од нумизматика кои се моје дело или на Никола Шардар. Ова е таа просторија на која сакаме да посветиме на Стојакови и на победни стојачани. Тука се исто така стари фотографии од Стојаково кои покажуваат разни моменти или разни личности. Тука се работи за господинот Христо Иванов Попов, кој е родом од Стојаково, а бил министер за правосудство во бугарската влада од 2013 до 2018 година. На оваа фотографија го гледаме братот на Гоце Делчев со Стефан Мандалов, познат како Манданата, исто така гордост стојачка, а таму ги гледаме исто така двојца војводи. Тој војвода Станиш Наков, врзан за една историска приказна за Стојаково, он има учествува во една битка во Стојаково тука и затоа неговиот лик се најде тука. Тука има прикажена на русарийска група која е била активна меѓу двете светски војни. Ова е тука старото школа, да кажеме, во Стојаково, во кој јас има прилика да учам, да после тоа се направи многу помодерна школа. Тука е прикажена една група на стојачани како одат на викенд во Солун пред Втората светска војна. А ова е многу интересна фотографија, ова ја направили германците најверојатно во период измеѓу 916 март месец и мај месец. Затоа што германците само во тие 2 месеца во тој период биле во Стојаково тука. После тоа нека како што дошле во март, веќе во мај, после 2 месеца се заминават од Стојаково, така да, бидејќи фотографията од германците направена, ова е старата каманерија на црквата во Стојаково. Прекрасно дело изработено, за жал штета што веќе тоа не постои. Тука се работи за старата чаршија во Стојаково, овие дуќаните се биле дел од чаршијата што било во Стојаково, затоа што Стојаково било видно и многу позначено, да кажем, во период во средината на 19 век, него ли сега. Свадбата. Да, еве тука како изгледало тогаш, како се одело за свадба, да кажеме, со конјски коли по невестата и сватовите оделе така по невестата. А ова исто една фотографија кај што ви прикажам една чеза, тоест они двојцата требали да бидат кумови за во Гевгелија. И немало превозно средство друго, тогаш чезата била како денешен Мерцедес. Се качуват на чеза и одат за Германија. Ова е тука како младите, негде одма после 45 година го уредува Стојаково, ова на главната улица што е, прикажано како е равнат земјата и како засадава дрва. А тука има многу ретка и значајна фотографија. Ова ви е Ванчо Михајлов, а ова ви е Стефан Мандалов. Тоа Стојан Мандалов, тој е син на војводата Стефан Мандалов. Ова фотографија тука се покажани како негде во Осоговските планини одат на лов. Јас сум Мандалов Георги, потомок на славниот и легендарен Стефан Мандалов Манданата, кој беше еден од учесниците на грабувањето на америчката мисионерка Мис Тон за време на грабувањето за Мис Тон. Инако тој беше цело време беше во пратне на Мис Тон. Тој инако беше учител кој завршил во Солунската гимназија и зборувал француски јазик. И така тој беше во мисијата со Мис Тон и французинката Елена Цилкова, бидејќи таа беше французинка, збореше француски, а тој, бидејќи знаеше француски, и избореше се што се говореше тука со војводите, со Чернопеев, и тој им преведуваше од македонски на Цилкова на француски, додека ова па на англиски на Мис Тон преведуваше. Инаку Стефан Мандалов Манданата имал 3 деца, 2 машки и 1 женско. Најстар бил мојот дедо, кој носил името Георги, после бил средниот син Стојан и најмала била керката Божана. И така по неговиот пат тргнал средниот син
Стојан, кој исто така се бореше, беше во Одринскиот очествен полк. За време на Првата светска војна. Да, за време на многу, за мене беше. И после тоа тој останува се враќа во Македонија, од тука после 18-та оди во Бугарија. И таму доаѓа тука со своја чета и знаеме во тоа време кој беше тука во Македонија, кој обстојуваше и така тие го бодра народот наш македонски и му ја кажува вистината што треба да се створи за Македонија. И од твојот? Тоа е синот на... Така? Да. Сега, од твојот дедо? Од мојот дедо има 3 деца. 4 деца има мојот дедо, 3 сина и 1 керка. Како се викаат? Децата се викаат, најстар беше мојот татко Милчо, потоа е керка му Павлина, Стефан, кој го носи името на дедо му Стефан, и најмладиот е Васко. И тие така да исто по патот тргнува после по својот чичко, исто мој дедо бил вклучен во враќањето на, пошто тука имало многу наш народ што биле тука во овој дел во Поликастро, што е Поликастро, него Карасоле тука многу наши вршиле кражби. И тој тука совместно со неколку други луѓе кои биле во тоа време, ги враќале шевито пак на луѓето во нашите вие што се во Грција. И татко ме исто настапа после тоа, оди бугарски војник и 40... Го мобилизира? Да, го мобилизира, да, така. Оди бугарски војник и 43-та со апостолски во тоа време, околу не знам колку илјади македонци сите дезертират и бегат за Македонија. И многу од нив, и тој бил ранен. Значи, после тоа станува партизан? Партизан, станува партизан и се враќаат и доста од нив погинале на Митрешинци. Тоа е во Берово, Пекчо, там доста изгинали од македонските, што се враќале од бугарски, што дезертирали од бугарската армија и доста од нив загинали. И така татко ми останува во војската се до 47 година. Кога 46 година неговиот едниот брат, тој иска политиката, сега да не знам дали тоа може. Така. И едниот бега 46-та, средниот Штефко, а 47-та бега најмалиот Васко. Бегат за Грција и од тука одат во логори во Грција, од таму за Италија, од Италија едното оде за Америка, за Канада, а другиот за Австралија. Така остана. И татко мој 47-та деградира на чин поручник во Југословенската армија. Од твојот татко, колку миле сте вие? Од мојот татко, ние сме тројца браќа. Така? Така да од тројцата браќа најстариот ми е починат. Името негово? Името негово најстариот се вика Никола. Така? Никола. Стојан го носи на дедо ми, на брат ми што е згинатиот. Стојан и јас сум Ѓорги, го носам на дедо најмалиот. Колку имаш ти наследници? Јас имам 20 наследници, син и керка. Имам 6 внучиња. Ова сега да ми кажеш, кога ќе огледаш филмот Мистон, кога нашиот македонски филмски доаен Петар Прличко ги говори стиховите во името на Манданата, ти се радува душата или ти плаче душата? Затоа што Манданата бил револуционер, го дал својот живот за ова денешна независна Република Македонија. Да, инаку Манданата е загина на Црната скала Беровска. Там загинало турска засада. Кога се враќале со четата. Се гордееш ли со... Не да се гордам, тој да бидеш сум раснат во револуционерно семејство. И така моите деца се воспитани. Така и тие во тој револуционерен дух. И една порака на сите наши македонци, да ја чуваме нашава држава. Да ја чуваме. Затоа што нашите предци и херои ги дале своите животи за Македонија. Еве гледате, ви кажувам да, не да ги дале него, ете ви. Тоа останало како една порака, едно завештение на сите, да оваа земја наша не е голема колку толку сега, не е голема, била голема, сега не е, да си ја чуваме, да се ја негуваме и да не мислиме на никому ништо зло да правиме. Да се ми здрави жив, да ти е здрава жива фамилијата, да ти се здрави и живи и син ти, и ќерката, и 6 внучина,
и да ми го пренесиш ова за твојот прадедо, нивниот прапрадедо, Манданата, кој што пак ќе речам, е херојот на Македонија, кој што го положи својот живот на ударот на слободата за независна Република Македонија. Исто на вас и благодарам што беше чест што го имаме разговорот и што ова ќе може во етер целиот свет да се чуе. Повеќе манифестации одржувам ние како совет на местната заедница, тие се Бадников, Хепеник, првомајски трки во Стојаково, кои веќе 52 година прв пат биле одржани, од кои биле само 4 дисциплини, а со текот на годините се зголемија на 12 дисциплини. Крајната година, ова што помина, ја обацивме дисциплината борење на рак во 2 категории. И тие се традиционални тркиш кои има со коњи, с магарење на 100 метри, 3000 метри, имаме со велосипеди, од кои локалното население излегува да ги гледа и регионално сите се познати на многу граѓани да дојдат да ги гледат тие првомајски трки кои трајат на 1 мај. После имаме Панагир во село Стојаково, кој со долги години се одржава и го негуваме со традиција, со играорни манифестации. Кафетериите и кафаните организираат програма, од кои во тие програми имат музика, забава, кои тие денови и полицијата и општината не ослободува до покасни работни часови. Потоа имаме во село Стојаково, моментално се организира веќе 6-та година гитаријада Стојаково, од која повеќе спонзори од тука од локално и регионално да ја спонзорира таа гитаријада, бидејќи со тие без спонзори не може да се организира. И имаме подршки од општината и од комуналното и од местното население од Стојаково имаме подршка за таа. Зоране, како што можеш да забележиш, нашево село навистина наликува на градска населба. Во селово наше, како и во сите околни села во регионот Бојмија, речиси пред 70 кусур години за потребите за развој на културата на село, нашите предци со ангарија го изградија и домот на културата, така и денеска е активен, во него работи и фолклорната секција од селото Стојаково, како дел од културно-уметничкото друштво Бранче Трушев од Богданци. Ми велеат тие, очитувани мои, предлагам дел од богатата фолклорна хореографија од Сплет на Ора од Бојмишко на оваа фолклорна секција во обработка на раководителот на културно-уметничкото друштво Бранче Трушев од Богданци, Александар Роглев, да проследите во продолжение на оваа репортажа. Мештаните од селото Стојаково ми раскажа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непорекливата драгоцена слика за Стојаково низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите мештани од ова село, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот
ќе ви доловам во наредната документарна емисија за селото Стојаково.